Сега велите важно е тој да се повтори, значи ќе одите на повторување на обидот, да ги откупите сепак учебниците? Да стигнеме до она кое што го бараме како документација. Дали ќе стигнеме до откуп, ќе зависи од како целата процедура понатаму ќе се одвива. Во моментов сме во консултација со повеќе институции кои што се во рамки на Министерството надлежни за ова прашање, но исто така и со надворешни институции, за да може да стигнеме до сепак заштита на јавниот интерес, но и формирање на реална цена. Можно е да не откупите учебници оваа година? Сметам дека сега во моментов сме фокусирани на тоа да изнајдеме решение и да одиме кон втор повик и да добиеме она кое што го бараме. Имам. Дали мислите дека има простор за постапување на евентуално на истражните органи? Министерството за образование и наука и јас како министер не сум надлежна за да ценам дали нештото треба да понатаму се истражува или не, но сметам дека има комисија во Министерството која што ќе го утврди и ова прашање. Се појави уште едно прашање, разликата во цена на учебниците, иако законот вели дека да, издавачките куќи имаат право во слободна продажба да пуштат дел од овие учебници, но тоа мора да го направат по цената по која што бил последниот откуп од Министерството за образование. Нашава редакција беше на терен, утврди дека има разлика, или имаше разлика, бидејќи веднаш потоа беа изедначени цените, но сега се јавува друг проблем, нема инспекторат кој што смета дека е надлежен да постапува. Во различни сегменти од постапката постапуваат различни инспекторати и во моментов се постапува. Кој инспекторат? Просветниот и пазарниот. Побарање, согласно увидите кои што ги имаше во вашата емисија. Се испратени дописи до надлежните и тие постапуваат. Има укажувања, може би не официјални, но неофицијални, дека законот е направен така што нема прекршочни одредби, нема санкции предвидени во случај на ваква разлика. Повисока цена за МОН, пониска цена во слободна продажба. Законот утврдува дека не смее тоа да се случува, но понатаму не се разработува, но откако ќе добиеме информација од пазарниот инспекторат, ќе се разгледаат сите можности и ќе видиме кон што ќе се понатаму посветиме да го разгледуваме ова прашање. Добро, прилично сте воздржани.